Наистина беа инспиративни и презентираат дел од политиките кои што ќе бидат содржани во концептот Македонија за сите луѓе. И сакам ја да зборувам малку за политиката, но да зборувам и за понудата. Затоа што честопати на средби со граѓани и оние настани кои што ги правиме, добивам прашање, добро во рето, вие знаеме колку не чинат и колку не ги бива, што е тоа што вие ќе го понудите. За да можеме да направиме разлика дека не се сите исти, дека и те како сме различни, кога ќе го споредиме ВМРО-ДПМН со СДСМ, кога ќе го споредиме раководството на ВМРО-ДПМН со раководството на СДСМ, кога ќе ја споредиме понудата кадровска на ВМРО-ДПМН со она на СДСМ, и те како сме различни, не сме исти како што тие сакаат тоа да го представат во јавност. Многу пати во минатото ВМРО-ДПМН, но и историското ВМРО биле исправени пред сериозен предизвик да застанат на браникот на македонскиот народ, на македонската држава и македонските национални интереси. И секогаш биле тие напаѓани од разни невремиња, олуи, војски, кодоши, луѓе кои што не мислеле добро ниту на Македонија, ниту пак на македонскиот народ, ниту пак на македонските граѓани, се разбира, од различна етничка припадност од македонската, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, египтјани. Но тука бил секогаш во историска смисла на зборот ВМРО, а денеска ВМРО-ДПМН да застане на браникот и да ги заштити сите овие луѓе, бидејќи прв и единствен интерес било Македонија и нормално нејзината иднина. Не велам дека немало грешки, имало грешки, но паметните луѓе учат од сопствените грешки и тие грешки не ги повторуваат. Како генерација денеска во ВМРО-ДПМН учевме од тие грешки и јас ви ветувам дека дел од тие грешки кои што ценам дека се несвесно направени, но и останатиот дел кои што може би се свесно направени нема да ги повториме. Нашиот единствен мотив е македонскиот народ, со граѓаните на македонскиот народ, македонските граѓани и македонската држава. Денеска ВМРО-ДПМН, драги окригени, е нападната од две политички платформи. Едната е на политички измамници, кратци и лажговци, а другата е на политички циркузанти. Овие две платформи имаат меѓусебен договор да го стават ВМРО-ДПМН во средина. Затоа што најлесно е да покориш Македонија ако го покориш ВМРО во историска смисла на зборот, а денеска ВМРО-ДПМН. И ако некој има било каква дилема дека овие две политички платформи, едната на измамници и кратци, а другата на циркузанти се различни, се лаже. Тие се исти. Исти беа и кога маршираа, кога обојната револуција имаше за цел на насилен начин да симне легитимна избрана власт, така и денеска. Со тоа што овие измамнициве и кратциве им даваат насока на циркузантиве што треба да прават. Само да го освојат ВМРО-ДПМН. Но ние сме поискусни. И од грешките од минатото учевме и точно можеме да ја препознаеме нивната политичка матрица на уништување на македонскиот народ и македонските национални интереси. И поспремни од било кога одговараме на тој предизвик. И затоа денеска, ако некој ве праша, ако некој има дилема што направи ВМРО-ДПМН, еве јас ќе ви кажам неколку работи, државнички работи, што ВМРО-ДПМН од позиција на опозиција изминативе неколку месеци ги направи. Ќе почнам од една голема криминална афера наречена Стабри. Се сеќавате за онаа провизија која што требаше да биде земена за вакцините, пари кои што беа префрлени за така наречена набавка на вакцини на хонконшка фирма која што се занимава со трговија со јужно овошје. ВМРО-ДПМН го обелодени скандалот, жестоко се бореше. И Венко Филипчи и Зоран Заев беа принудени парите кои што ги платија на таа компанија да ги вратат назад. Спасивме неколку милиони државни народни пари. Се сеќавате на оној закон за основно образование.
кога се бришеше историјата, кога се спојуваа обштествени со природни науки, кога се воведуваше така наречена дигитализација во PDF и каквити све неглупости беа содржани во тој закон. Жестоко се бореа пратениците во парламентот, жестоко се боревме во јавноста и заедно со граѓаните го осуетивме нападот. И тој закон веќе не е во собраниска процедура. Мила Царовска го повлече од собраниска процедура. Ги спасивме нашите деца да бидат осакатени. Тоа е законот во основното образование. Еве ќе ви кажам уште еден чекор. Се сеќавате на онаа така наречена еколошка такса, која што сака да ја воведат во форма на воен данок, арач, уште данок во крв да му земат на овој народ, преку ние 3 денари плюс ДДВ зголемена цена на горивата. Па не им успеа. Реагиравме во јавноста и повеќе никогаш не ја спомена. Денеска, благодарение на политиките и реакцијата на ВМРО-ДПМН, граѓаните плаќаат за 3 денари поевтино гориво споредба со тоа што требаше да го плаќаат. Се сеќавате на оној закон за опојни дроги, каде што сака Македонија да ја претворат во оаза на дрогата и марихуаната. И извозник наместо на технологија, извозник на вештачка интелигенција, извозник на напредни технолошки уреди да ја претворат во зона на трговија со дрога и марихуана. И грубо сакаа да го злоупотребат европското знаменце. Реагира пратениците, реагираше жестоко ВМРО-ДПМН во јавноста и до ден денеска тој закон не е стигнат во собранието и нема да стигне со европско знаменце, затоа што заедно со нашите сојузници од Европската унија успеавме да ги спречиме на ваков шверцерски начин да донесат закон со кој што ќе одземат стотици, да не речам милијадници човечки животи. Ќе ги трујат нашите деца, нашите наследници. Понатаму што направи ВМРО-ДПМН? ВМРО-ДПМН го одложи пописот и спаси илјадници човечки животи. Наместо во услови на пандемија да спроведат попис каков таков и да загрозат човечки животи, мудро, чекор по чекор, успеавме да го одложиме тој попис. Се сеќавате на оној закон кога планираа приватизација на земјоделско земјиште, практично 70% да ја продадат државата. Го спречивме и тој закон. Еве ќе кажам и 7-та точка во изминативе неколку месеци. Тоа е резолуцијата за прв пат. За прв пат сме не само пред македонско национално единство, туку сепартиско национално единство. Денеска ВМРО-ДПМН може гордо да застане пред секој еден и да каже дека благодарение на ВМРО-ДПМН отцртани се црвените линии на Македонија и македонскиот идентитет. И можам уште многу да зборувам. Ние не користиме пцовки. Некои тоа го велат сме биле меки. Ние не навредуваме со погрдни зборови. Ние работиме. Ние воспитуваме и ние градиме. Затоа што сме ВМРО. Затоа што сме наследници на внатрешната македонска револуционерна организација. А тоа се луѓе кои што се грижат за Македонија, а не циркузанти, измамници и кратци. Тоа сме биле, тоа сме и тоа ќе останеме. Ние сме примерот за Македонија. И такви треба да останеме да бидеме. Без разлика кој ќе кажува вакви биле, такви биле. Такви треба да останеме. Тоа е нашиот карактер, тоа е нашата суштина. И така треба да продолжиме да функционираме. А што нудиме во иднина? И што ќе биде дел од политиката Македонија за сите луѓе? Ќе ве потсетам, започнавме од Газибаба, каде што презентиравме Скопска Газибаба, победничка Скопска Газибаба, каде што го презентиравме новиот иновативен концепт за затоплување на нашите домови, за помали сметки, за потопол дом, за поздрава животна средина, за поздрави деца, за поздрави сограѓани. Потоа продолживме во Карпош, како до 750 евра просечна плата, потоа гледаме дека тоа беше начекано со ножке провладините
гласноговорници, па тие почнаа да нудат 800, 900, 1000 евра и така натаму просечна плата, без да кажат како, нормално, како што е за нив својствено. Зборувавме за една тема која што е посебно значајна кај младите. Повеќе од 2,4 трилиони долари денеска во светот се тргуваат преку така наречените крипто средства. 2,4 милиарди денеска имаме во светот. Во Македонија неколку илјади млади луѓе претежно тргуваат со овие крипто средства. Тоа ниту е забрането, ниту пак е регулирано. Ние понудивме законска регулација и половина милиарда евра дополнителни средства во буџетот кои што ќе бидат вратени назад кон граѓаните во инвестиции во здравството, повеќе за пензионерите, за земјоделците, инвестиции во образованието, инвестиции во пруги, патишта, преку проекти кои што се содржани во концептот Македонија за сите луѓе. Денес овде во Охрид ќе зборувам за две теми кои што исто така се содржани во концептот Македонија за сите луѓе. Првата тема е мојот данок за мојот проект во мојата општина. Сите вие плаќате данок на имот овде, не само во Охрид, туку и секаде во Македонија. Сите вие годишно еднашка плаќате данок на имот, кој што го поседувате вие или вашите блиски. Тој данок денеска најчесто завршува во некоја кафана или во некои непродуктивни трошоци. Граѓаните на Охрид ќе имаат можност самите да изберат за кој проект нивниот данок ќе се троши, но не само во Охрид, туку и низ цела Македонија. Јас сакам мојот данок да биде потрошен за ново игралиште во Лесковец, за нова улица во Велгошти или пак за некој нов парк овде во центарот на Охрид, а не да заврши во некоја кафана со некое ново патничко возило или на некое патување или на некои непродуктивни трошоци. Вие ќе бидете господари на вашите средства, а општината ќе биде транспарентна и отчетна на веб страната, ќе бидат објавени проектите и ќе има бројач. Како ќе се полнат вашите средства во тие проекти, така тие проекти ќе се реализираат. Вие сте господари на вашиот проект и вашиот град. Не градоначалникот, не општината, не администрацијата. Нема веќе никој повеќе да ве краде. Нема веќе кој да ги краде од луѓето. Нема кој да ги краде граѓаните во Македонија. Затоа што вие плаќате за вашиот проект во вашата општина. Втората работа за која што сакам да зборувам е институционалната децентрализација. Тоа е една крупна реформа со која што ВМРО ДПМН ќе се зафати и тоа нема да биде преку ноќ. Можеби ќе треба повеќе време. Можеби ќе требаат повеќе години. Но еднашка за секогаш мораме да почнеме и да му го најдеме местото на секое нешто онаму каде што тежи. Охрид е, како што кажав, не само на Македонија, Охрид е и на целиот свет и е културна престолнина, како што кажа велика, нашиот Ерусалим. И тука треба да бидат сместени сите државни културни институции и управи, а на крај и самото Министерство за култура. Тоа се вика институционална децентрализација. Институциите таму каде што има местото. Културата и Министерството треба да бидат овде во Охрид. Ова ќе биде сериозна реформа. Ова ќе биде реформа која што ја заслужуваат не само охриѓани во културата. Во секоја општина граѓаните ќе добијат децентрализирана државна институција. Да развиваме на секаде низ Македонија. Секоја педа македонска почва да ја развиеме. Тука во Охрид местото е културата. Овде е местото на културата во Охрид. И сите управи, и сите институции ќе бидат овдека пренесени, а на крај ќе биде и самото Министерство за култура. Институционална децентрализација. Ние гледаме во иднината. Само економски силна држава може да биде јака држава. Само економски моќна држава има задоволни граѓани кои што си ја сакаат својата држава. Се големи патриоти, се љубат секоја педа сопствена земја, се почитуваат меѓу себе. Денеска
имаме еден антипод на ова што го зборувам, сосема спротивно од ова што го зборувам. Имаме сиромашни граѓани. Луѓе кои што, за жал, се незадоволни од ова тешко, болно секојдневие. Затоа, нас ни треба концептот Македонија за сите луѓе. Затоа, ве повикувам, драги мои охриѓани, уште во првиот круг да ја завршиме работата овде во Охрид и да го избереме нашиот доктор Кирил Печатов.